А токму на оваа тема вечерва ќе проанализираме со мојот гостин во вестите на телевизија Нова, Александар Даштевски. Ви благодарам што повторно се озвавте на поканата. Се што видовме во овие неколку дена од неделата од изборите, па се досега. Прво имавме прогласување на двајца победници, славеа социјалдемократите, потоа славеа ВМРО ДПМН, па потоа Државната изборна комисија стапи на сцена и веќе каша попара не се знаеше ништо и се уште не знаеме ништо, немаме конечни резултати. Многумина од аналитичарите кои што ние ги контактиравме во изминатите денови сметаат дека Чечаковски треба да сноси одговорност, односно дека Државната изборна комисија излегла од своите надлежности, ги пробила сите рокови и дека воопшто тоа што го гледавме во живо и на телевизија Нова и на останатите медиуми, дека личело повеќе на пазари циркус отколку на Државна изборна комисија. Кој е вашиот став околу ова прво? Па видовте и сами сега што кажа и другата страна, значи СДСМ. Значи никој не е задоволен од расправата, односно од одлуките на ДИК. Тоа ретко се случува, обично една страна која нешто добила е задоволна, друга е незадоволна и обратно. Меѓутоа знаеме што беше претходно 3 дена, значи протести деноноќни затоа што сакаше да се одземе нели изборната волја на граѓаните, слободната волја, и тоа ќе видиме дали ќе успее. Сметам дека сега тоа е завршена работа, дека резултатот ќе остане ист. Меѓутоа сакам да се вратам малку назад за да постанат работите појасни. Значи ова што се случува сега овие денови и што се нарекува постизборен инженеринг е резултат на тоа што се случуваше година дена. Ако се сеќавате, Мухамед Захири даде оставка, не кажуваше зошто, после тоа влезе, во меѓувреме го подготвуваше теренот, после тоа влезе во СДСМ, значи договорено беше тоа, не знам тоа како му промакнало на ДУИ, дека дел од албанското население ќе гласа за СДСМ. Тоа му промакнало и за малку тие ќе го изгубија приматот на најголема партија од албанскиот блок во Република Македонија. И во тој случај тие нема да можеа да формираат влада, нема да можеа да влезат во влада, бидејќи нели гледаме дека сега БЕС дава приговори на неколку места каде што за малку не влегле незини пратеници. И тоа така гласале граѓаните, меѓутоа сметам дека тоа е поради невнимание и несериозно сваќање на работите од страна на ДУИ. Меѓутоа, сите работи што се случуваа во последните година и пол-две се јасни сега. Зошто ги бараа сите овие органи, другата страна зошто ги бараше, видовме дека имало мешање од страна на странски представници, односно во конкретниот случај амбасадори. А јас лично имав емисија на топ тема во февруари, каде што има видеозапис и реков дека не е добро да се замеша странскиот фактор, бидејќи тоа само ќе ги искомплицира работите. После договорот во Пршино, амбасадорот Јоханес Хан, односно еврокомесарот Јоханес Хан, рече дека му е жал што тие само ги искомплицирале работите. Меѓутоа што се бараше? Специјално јавно обвинителство, се бараше, нели, овие, прво се пуштија разговорите, се бараше по МВР, сега гледаме зошто се барало МВР, затоа што јавно лобирале началници поставени од страна на министерот за внатрешни работи за гласање, да се гласа за партијата СДСМ, што е, нели, изборна измама, што е недозволено, изборен фалсификат. Имаше обид да се обезбедат докази, како што кажа, нели, обвинителството за организиран криминал, и обезбедени се докази, цврсти докази, како што кажа, со кои се гледа изборен фалсификат дека е правен, и тоа јасно ни е сега зошто е тоа така направено, зошто се бараше ДИК да се прошири, да се измени и се притискаше исклучиво председателот на ДИК да биде од редовите на опозицијата. Сега веќе не можеме да криеме, сега е јасно од кои редови потекнува тој. И сите други работи, сега немаме доволно време да се навраќаме, меѓутоа еве да тргнеме на тоа дека зошто веќе конечно реагираше ВМРО ДПМН, и мислам дека многу порано требаше да реагира, бидејќи сите работи што се направија на негова штета. И партијата си седи, не реагира, меѓутоа вчера ги кажа сите работи. Рекоа дека нема веќе пари од странство да се примаат за невладините организации, бидејќи невладините организации прво не се независни, а друго ги пречекорија сите можни
правила за работа на невладени организации, односно за создавање на граѓанско општество, нели се тие, а не за мешање во работата на политиката. Значи, има информации сигурни, проверени информации, дека невладени организации имаат делено парична хуманитарна помош преку невладени оддел, тоа дури и во Источна Македонија, и дека тие ја делеле само на семејства кои би гласале за СДС. Тоа допрва ќе се открие, ќе видиме, меѓутоа затоа и рече председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски дека веќе нема да постојат, тие ќе се справат и ќе се донесе нов закон, како што е тоа во цела демократска Европа и во поголемите повеќето демократски земји во светот. Значи, државата ќе ги финансира по принцип како што се финансираат политичките партии, во зависност од големината, во зависност од време, траењето, од резултатите на невладината, така се финансираат сите и ќе биде тоа, ќе бидат потполно независни. Бидејќи според закон им следат средства во зависност од нивната работа. А не вака, ова е како од странство да доаѓаат средства за рушење на уставниот поредок на Република Македонија. Тоа е недозволиво. Од друга страна, видовме дека ромските семејства, турски семејства, ни една турска, ни една ромска партија не отиде во коалиција со СДСМ, тие останаа така како ладни на тоа. Од друга страна, гледаме дека резултатот е близок, иако сите партии се во коалиција со ВМРО-ДПМН. Зошто? Затоа што видовме пред наши очи и не смееме тие работи да ги испуштаме. Значи, видовме дека се делеа дрва. На една фотографија таму, односно снимка, во Куманово, каде што се дела дрва на граѓани од ромска етничка заедница, до тој што ги дели дрвата стои градоначалникот на Куманово. Тој е дел од власта, дел од локална самоуправа. Тој не смее да се занимава со такви работи. Гледаме дека кога се обезбедуваат докази, триумфално началникот на полиција ставен, со средно го ставиле, излегува, се качува на полициски джип, триумфално, на полициски джип. Тоа е недозволиво, тоа веднаш МВР треба да преземе мерки, без оглед кој е министер. И оттаму се обраќа као да е херој. Зошто? Затоа што правил фалсификати кои се обезбедени со докази. И истото тоа се однесува и на председателот на Државна комисија. Сега да застанеме со тие работи. Значи, председателот на Државна комисија, нели сите збореа дека е СДСМ, меѓутоа ајде тоа ќе го ставиме на страна додека завршат изборите. Меѓутоа кога излегува првите слики негови со членови на председателство на СДСМ во јавноста, не знам зошто овие другите партии од Пршевскиот договор не реагира. И ВМРО-ДПМН, и ДУИ, и ДП, бидејќи тие се потписници на тој договор, треба да е независен. Тој во изборен процес се договара со највисокото раководство на СДСМ. Значи, тоа е недозволиво, значи, толку се згази. Сметате дека пропуштиле што не реагирале? Да, мислам, нели цела време работата беше почитување на право, правна држава, почитување на човековите права. Ова што се случуваше година и пол, тоа е дно. Значи, нема поголемо газење на правна држава, на човековите права и на сите демократски принципи во општеството. Сега кога сме кај председател, тука зашто се створи циркус, што викаат луѓето, односно гротеска се створи од седницата на Диск. Ние гледавме во живо. Значи, тој требаше да биде доминус лити, што викаат, што е тоа што е судијата во судската постапка и води. Ако некој, адвокатот или обвинител, ако излезе од своите надлежности, го предупредува, може и парично да го казне. Тоа стално го гледаме, нели, дека се случува. Тој тоа вчера не беше. Значи, тој не заслужува ни да ја води таа седница, бидејќи не ја води како што треба. А зошто не беше? Затоа што тој бара начин како тој да помогне да се уважат приговорите. Кога сме кај приговорите, да речеме, тоа беше чист постизборен инженеринг за да се сруши волјата на мнозинството во Република Македонија. Бидејќи разликата во гласови е некаде 16.800 во корист на победничката партија. И сега вие одите во избирачки места кои немаат врска со тој резултат, повторно во средини каде што се претежно албански. Јас сега апелирам од овде до нашите сограѓани албанци да не дозволуваат веќе некој да се игра со нивната волја и да се подсмева со тоа. Зашто секогаш на нив да се истураат овие работи кои се во, да кажеме, условно македонскиот блок?
Зошто не се поднесува во Струмица? Зошто не во Охрид? Затоа што не се сигурни. Иако јас морам да кажам еве јавно вака сега Значи, на што значи тоа? дека албанските представници, дел од албанските представници во Државната изборна комисија секоја чест се држат до Испадна слободно дека до тие се законот. позаинтересирани за државата отколку СДСМ и неговите другите негови И партнери. представниците од изборните комитети, од општинските комитети, Така е, од да. изборните си И- кажаа, си ги изнесоа своите ставови како се однесувало гласањето, Значи, сето тоа според законот. Прво, кога се работи за изборна проблематика, начело со ДИК кој треба да го спроведува не само изборниот закон, туку изборната волја на граѓаните. Значи не можете вие да ги срушите овие 16.800 само за тоа што сакате да направите другата страна да победи, а народот не гласа за тоа. Значи сакате со по едно избирачко место да им одземете два пратеника, а остануваат тие со 16.000 предност. Ајде правно да гледаме. Сега правно, значи, Државната фактички- изборна комисија ги проби сите рокови. Да, ги проби сите рокови. Каков проблем е тоа? Сега сакам да кажам, значи не знам дали вчера ви гостуваше нели професорката Тања Каракамишева, која е еден од најголемите експерти во таа област и била член на ДИК, а исто така е и професор по уставно право. Меѓутоа, ја детално анализирав некои работи од изборниот законник и сега одлуката е објавена на вебсајтот, може да се види и може да се види колку е таа трагична, бидејќи нели рековме дека процесот на одлучување беше комичен, но одлуката е трагична. Значи, според став 31, според член 31, став 2, точка 34 е, значи цртичка е, за да сватат добро граѓаните, еве апелирам и на управниот суд. Значи вели дека кога ДИК нема да одлучи во рокот 2 дена, тогаш секоја страна има право на жалба и ќе се смета како одлуката да не била донесена. Како воопшто да не разгледувале. Значи, како да не е донесена одлука и фактички Уставниот суд само ќе ги потврди тие работи дека поминал рокот за поднесување, односно за одлучување. Само на да ДИК. потврдам. Значи, секоја одлука донесена од ДИК по истекот на рокот Да. од 2 дена кој што го има Државната изборна комисија е неважечка одлука без Да. разлика каква е. Значи, И ја само ќе ви го врз основ кажам на следно. тоа може да падне на Уставниот суд. Значи, вика, доколку во рок од 2 работни дена не биде постигнат консензус по однос на предлог одлуката и не е донесена одлука со консензус, а не е донесена од страна на ДИК, се смета дека одлуката не е ни донесена и против истата е дозволена тужба пред управен суд. Значи, тоа треба управниот суд да го има во предвид, иако и самата одлука е противзаконска, не е во согласно со законот од повеќе причини. Од кој? Значи, зборуваме за одлуката во Гостивар, каде што имаше нели еден Гласањето помалку. на Фатиме Фетај. Еден гласањето на Тоа прво одлуката Фатиме не е Фетај, Фатиме подпишана, тоа го Сулеймани нели се вчера го дискутиравте. Не е подпишана, ние сме цели листи сме одбивале во 2008 затоа што не се подпишаа. Заборавиле да ги подпишат, тоа е нивни проблем и ги одбиваме листите. А камоли приговор? Значи, печат имало и затоа одлучиле да одлучуваат, а одлуката не е подпишана. Значи, тоа е едно, а друго, нема основ каде, не знам каде го измисле основ за графолошко вештачење. Значи, никаде во закон, изборниот законник не пишува дека може графолошки да се вештачи. Замислите да има повеќе ливчи, како што и вика таа точка од членот, дека едно или повеќе лица не гласат. Значи, колку ќе треба? Јас имам искуство во 2-3 предмета со вештачење, тоа се проверува по неколку дена, затоа што не знаете во каква состојба е. Дали е смирен тој што подпишал, дали не е смирен, дали јадел, дали не јадел. Па подпишува сабајле, па го пуштаат 2-3 сата, па се враќа. Пак подпишува, па може утре да го викнат пак да подпише, да не се утврди. Они за неколку сата, бидејќи нема време, утврдија дека не е тој подпис, меѓутоа тоа не е работа на ДИК. Работата тука на ДИК е да види дали тој еден глас, што е помалку, ако има повеќе, тогаш нели го поништува во секој случај гласањето, влијае на резултатот. Но, кога се случува тоа според изборниот законник, мора да се отвори и да се види целиот избирачки материјал. Бидејќи одлуката е ставена на вебсайт, значи одлуката можеме да ја прочитаме, јасно се гледа од одлуката дека ДИК е заснова одлуката на графолошко вештачење на кое нема право, а не го отворил избирачкиот материјал. Тој го викнал избирачкиот одбор. Избирачкиот одбор потврдил дека резултатите, гласањето, гласачите се слага се со записникот кој тој го направил. Значи се е во ред.
И тој повторно, поради тој графолошки подпис, носи одлука дека треба да се поништи гласањето на тоа место, бидејќи влијае, како што пишува тој, на гласачкиот резултат, на конечниот резултат, и да се прегласува за 14 дена, иако не го отворил. Но ајде да видиме. Еве да земеме во предвид, да тргнеме настрана се, да земеме во предвид дека господјата Сулемани не го искористила своето право на глас. Избирачкиот одбор посведочија пред целата македонска јавност и пред Државната изборна комисија дека секој еден што дошол бил идентификуван со личен документ, значи лична карта или пасош. Во овој случај кој да дошол, еве и да дошол некој да гласа во име на господјата Фатиме, имал со себе некој вид на личен документ. Господјата Фатиме нема пријавено дека и недостасува пасош, лична карта, дека има изгубено досега. И она што сите експерти сега и аналитичари го потенцираат е дека според пресудата на Управен суд од 2013 година во која што утврдил дека лицето на кое што му било повредено избирачкото право може да побара во посебна постапка заштита на своето избирачко. А и тоа и во овој случај со господјата Фатиме не е случај, односно таа нема пријавено посебно никаде дека е повредено избирачкото право. Вака сега тоа се две различни работи, затоа викам. Значи ова е сега член 31 став 2, точка 34 цртичка Е, и тука веќе и бидејќи СДСМ само има други 4 приговори, веќе не треба да се расправа по ниеден. Овде јасно пишува во приговорот кој го има на вебсайт на ДИК дека е почнато, дека е поднесен на 13 во 17:45 часот, а дека е завршен на 16. Тоа се 3 дена. Значи тоа веќе поминал рокот и тоа е една причина и за тој приговор и за приговорите на СДСМ кои се 4, кои се уште покасно од овој донесен. Воопшто не се. Значи воопшто не би требало судот не се. Ова другото што го викате вие, значи тоа уште мислам 2008 се смени кривичниот законник и значи глава 16 од кривичниот закон е за кривичните дела против изборите и гласањето. Ставена е на трето место во посебен дел на кривичниот законник, како по важност. Прво се кривичните дела против животот и телото, па против човековите права, меѓу другото и ова недозволено прислушкување. И трето е кривични дела против изборите и гласањето. Член 159 е повреда на избирачко право од кривичниот закон. И секој може врз основа на тоа дека му било повредено да поведе кривична постапка, може и ДИК да го предложи тоа, може и таа да поднесе, нели, кривична пријава, односно да се обрати до надлежните органи. Не, ама знаеме веќе дека се води постапка. Веројатно по службена должност, јавното обвинителство. Во Гостивар, јавното веќе се води и тоа се води. Значи тоа е тоа што треба да се направи во конкретниот случај. А не да се поништува гласањето, не знам колку има запишани таму, 900, 1800, не знам точно колку има на тоа избирачко место, инаку избирачкото место е 0396/1. Не знам колку има запишани, меѓутоа сметам дека тоа е тоа што требало во конкретниот случај, таа да си поведе постапка, бидејќи е само еден човек. Сега вие треба да малтретирате 900.000 луѓе да одат да гласаат повторно, кои си гласале нормално, не е утврдено тоа во друг случај, не се отворени доверливите избирачки материјали и вие сега повторно ќе повторувате гласовите за таа личност која треба да си покрене кривична постапка затоа што и било оспорено правото да избирачкото право. СДСМ исто така ќе поднесе 4 тужби, веќе најавија, тоа предоставам се однесува на 4 одбиени преговори, бидејќи 2 самите ги повлекоа од оние што ги има поднесено. Веројатно, еден е и за фамозното ливче, односно 4 дена слушавме за ливчето со кочан, кочанот со ливче, ливчето без кочан и така натака, го има или го нема. Дали може, накратко, само на јавноста, на граѓаните не им е јасно, во текот на вчерашниот ден многу прашања се поставија, како тоа на крајот Државната изборна комисија со 4 гласа за и 4 гласа против и еден иземен од гласање одлучи дека приговорот е одбиен. Дали тој што е иземен од гласање всушност се претпоставува дека исто како да гласал против? Зошто? Зошто беше така кажан? Вака ќе кажам, значи тоа сега ја го повторно го анализирав законот, бидејќи мора да се потсетите, нели? И сега сум подготвен апсолутно за сите прашања да го одговорам. Значи исто според истиот член 31 став 2, точка 34 З. Значи вие тој што гласал против, односно воздржан или се иземал од гласање, се смета како да гласал против.
тука нема дилема. Законот е експлицит. Тоа се стои во законот. Тоа И се стои затоа. во законот, значи доколку некој не гласа или се иземе од гласање, се смета како да гласал против. Така што слободно може да се смета дека 5-4 бил резултатот против. А тој што се иземал сигурно имал, тоа е субхија купи, нели? Тоа е многу искусен член на ДУК и не знам како му промакнало ова со Гостивар, бидејќи сметам дека без оглед на тоа, јас сметам дека тука е извршен огромен притисок. Од кого, знаеме дека странски структури, не сакам да импровизирам сега, меѓутоа извршен е огромен притисок и тука немале избор најверојатно луѓе. Освен овие што се членови од ВМРО ДПМН предложени, другите 7-2 беше одлуката. Така. Сепак таа не е со консензус и фактички не знам како он, бидејќи знам дека ние сме работеле 3 години заедно, знам дека тој има многу добри релации со лидерот на партијата, бидејќи тој е представник од ДИК од ДУИ во ДИК. Значи, мислам дека можел да го објасни тоа. Дека тоа не едноставно е невозможно да се направи. Меѓутоа, тоа се случи дури кога имаше жестока реакција од страна на ВМРО ДПМН. И не можете да дозволите некој во таква крајност да отиде. Имаше многу прекршувања. Членовите на избирачките одбори кои што беа доведени да дадат свој исказ беа малтретирани, беа третирани како да се пред суд, дури имаше и реакции од самите членови, од некои од членовите кои што побараа да не бидат малтретирани на тој начин и да не им се обраќа никој од Државната изборна комисија на тој начин. Тоа е едната од работите, втората од работите членовите на ВМРО ДПМН реагира жестоко затоа што кога веќе се побара графолог да се вештачи потписот на госпоѓата Фатиме, потоа се отиде и во насока дека било повредено правото на тајност во гласањето, па потоа се дообјаснуваше работата дека не може да биде повредена тајност бидејќи се тоа членови на избирачки одбор кои што имаат и подпишано изјави дека нема да објавуваат информации и така натака. Комплетен циркус, комплетно излегување од сето тоа. Меѓутоа, се доби впечаток дека се прави се само за да се најде начин тие приговори да поминат, што и е легитимно право на подносителите. Тие ќе си ги бранат приговорите и ќе гледаат нели на секој може начин да им поминат, но приговорот за тоа фамозно едно ливче, во приговорот јасно стои обид индикации за бугарски воз. Не може да има обид индикации за бугарски воз ако ливчето на крајот излезе дека цело време бил во гласачката кутија, значи тоа падна во вода уште на почетокот, а сепак за тој приговор се дискутираше на 3 пати се одложуваше. Значи, на некој начин ние го објаснивме тоа со претходните објаснувања, зошто кривичниот законник, изборниот законник и така натаму. Рековме нели за претседателот на ДИК дека тој не требаше да ги дозволи тие реакции жестоки помеѓу членовите. Но што сега тоа помина, го видовме реакцијата. Има ли можност за одговорност на членовите на ДИК? Факт е дека немаат право да водат истрачни действија и затоа тоа го објаснувавме ние за графолошко вештачење дека немаат право. Тоа е факт. Тоа право го има јавниот обвинител и сега се води постапка пред обвинителство во Гостивар. Обвинителството води постапка. Што е со членовите на Државната изборна комисија, кој што ги направи овие прекршоци? Тие ќе одговараат ли некако? Јас сметам дека оние што се повредени во оваа постапка треба да преземат мерки, бидејќи се направени повеќе повреди на кривичниот законник, да си го разгледаат тоа и да поднесат соодветни пријави и да се одлучи во согласно со закон, нешто во Македонија да се одлучи во согласно со закон, бидејќи гледавме дека откако се вмеша меѓународната заедница, ништо не се одлучува, све се одлучува политички. Така што конечно да почнеме да го спроведуваме правото и правна држава во Република Македонија, тоа за што требаше ова да и отпочна процесот, меѓутоа видовме дека бројот на гласачи е ист, односно сличен како оној што беше во 2014 и со тоа се докажа дека се било наместено и фантомските гласачи и овие, како се вика, фалсифицирани лични карти, значи не може од Пустец, а сега гледаме дека господјата Фатиме е од некое село на Косово. Значи ако тоа било поентата на СДСМ, значи сето тоа било фарса, бидејќи јасно рековме веќе еднаш дека се бараше начин, затоа и се одложија 2 пати изборите, СДСМ како да дојде на власт, но без волјата на граѓаните.
туку по населен пат и се одложија 2 пати бидејќи Бримагал и Ири ги правеа истражувањето, видоа дека не може тоа да се случи со помош на македонските гласови, колку и да се купуваат гласачите, колку и овие невладини организации да учествуваат во тие процеси, колку и пари да се фрлат, па поради тоа се помина на планот Б, тоа да се случи со помош на албанските гласови, од кои дел видовме дека беа од Косово донесени. Со помош на господинот Мухамед Зекири и представници од Косово. Но не се случи последните. Поранешниот директор на Сорос, фондацијата во Македонија, доби награда од државата Косово за залагање во помош на албанците и не знам што. Значи, 2 недели пред избори. Значи, не случајно е добиена таа награда, бидејќи тоа беше едно цело сценарио кое се подготвуваше, меѓутоа неуспешно повторно, дали тесно или не се знае што е победа во Република Македонија. Сега веќе бидејќи нели само еден приговор, повторно е победа. И тоа ќе се потврди уставниот суд. Што очекувате од управниот суд? Управниот суд мислам дека ќе работи според закон. Не може да управниот суд сега знае каква е состојбата и што се случи со ДИК. Сега јас предлагам веднаш после изборите да се договорат и да се избере нов ДИК. Ова не личеше, ова беше рашомонијада што се случи. Не се знае кој има збор, кој зборува, кој не зборува и така натаму, затоа што нема капацитет, посебно овие што беа независни членови, тие воопшто не беа независни. Освен едниот кој човекот на крај виде дека не иде така и почна да гласа обратно од тоа, односно законски да гласа, а не против законски како што гласа другите 2 члена кои се под влијание на определени странски фактори, на определени политички структури во Република Македонија. Така што очекувам тоа да се случи и да се тераат сите постапки, ја како што слушнав, не сум баш толку уверен, дека ќе се преземат мерки против овие членови, што се однесува прво недолично. Вие како членови на ДИК мора да видите за кого сакал народот да ја даде својата волја и кој сака да управува со народот. А не да си поигрувате со таа волја со наместени приговори. Ние знаеме тука дека имаше и други работи. Во последен момент нели се формираше она друга десна структура која која зема многу гласови од партијата, а беше договорено да оди заедно. Тоа е повторно нешто што е сценарио, односно туѓа режија. Од друга страна, Павле Трајанов освои 9000 гласачи, 10 години беше у коалиција со ВОК. Од тие 10 години имаше директор на Паркинзи, каде што огромни средства се слеваат. Понатаму заменик министер за надворешни работи. Тоа се многу функции и тие луѓе сега поради тоа гласа, затоа што добиле нешто. Во време кога на власт било ВМРО да помогне и коалицијата за подобра Македонија. Значи, по секоја цена одзимање на гласачите за да се сврти резултатот и повторно не успеат и сега и тие два да се одземат. Со постизборен инженеринг. За колку време очекувате, еве да речеме дека овој постизборен инженеринг нема да помине, да ги разгледаме двете варијанти за крај, што ако помине и што ако не помине. Ако не помине, кога очекувате да биде формирана владата и како очекувате да тече овој процес со оглед на фактот што се ова што не се случуваше до сега? Па јас сум убеден и можам да кажам дека сум сигурен дека нема да помине, бидејќи ги разгледав денеска и приговорите. Значи, овие првите не кажавме тоа дека во законот пишува дека приговорите треба да се издржани, образложени, треба да се одржат докази. Ниеден од тие приговори не се образложени, не се издржани. Затоа што видовме и тоа беше пишувано по весници, дека се само формално поднесени. Така што како ќе одлучи управниот суд, а да не говориме дека поминале роковите. Сега не сме ние криви што ДИК ги пречекорил роковите. Зошто не одлучува првиот ден? Првиот ден не одлучува онака. Па ние сме имале таква ситуација во 2008 година, јако сум бил член на ДИК. Значи ние сме останувале до 4 сат са бајле и сме доваѓале во 9, повторно сме останувале до 4 сат са бајле за да решиме во рок, бидејќи и тогаш го немаше овој член, односно точка, дека нема да важат приговорите. Меѓутоа ние сносиме одговорност што не сме одлучиле во рок. И одлучивме во рок. И тоа што се случуваше? Отваравме избирачки материјали, баш за вакви работи каде што они не отвориле.
Значи го отвараме, гледаме дали еден е потпишан за повеќе, дали има повеќе личиња, дали има други неправилности. Они не го отвориле избирачкиот материјал, избирачкиот одбор им рекол дека се е во ред и они повторно го понишуваат избирачкото место. Значи после изборите што треба? Јас сметам дека сега за неколку дена ќе се заврши целата постапка. Значи управниот суд ќе одлучи и после тоа нели во рок од 20 дена треба да се формира парламентот, може и побрзо ако се договорат. А после тоа во рок од 10 дена, нели претседателот на државата го дава мандатот на партијата која освоила најмногу гласови. Так. Таа има право во рок од 20 дена да се договори да направи коалиција со некоја друга и да направи собствена влада. Тоа се Очекуваш дека овие законските рокови ќе рокови. бидат испочитувани? Па мора да бидат испочитувани, бидејќи нели ако не успее да направи коалиција партијата која освоила најмногу пратеници, тогаш треба да го врати мандатот на претседателот и да ја овозможи на другата страна, такви случаи имаше повеќе на Балканот, во Хрватска и во други републики, да проба таа да направи коалиција. Меѓутоа сметам дека се ќе биде во ред, бидејќи тоа е коалиција која беше и пред изборите. Да се надеваме дека нема да имаме се уште пробивање на рокови, дека еве сега и управниот суд ќе го чекаме повеќе од 48 часа, до сега не се случило. Па јас мислам само ова да кажам дека ваквото однесување, значи на ДИК му ја олесни работата на управниот суд. Значи да држеа тие приговори, да беа засновани на закон, да не беа пречекорени роковите, управниот суд ќе беше во дилема. Сега вака има чиста ситуација. Така што сметам дека Брзо и лесно ќе донесе одлука. Ви благодарам многу за гостувањето во овие вести на телевизија Нова. Се надевам дека разјаснивме некои прашања. Многу работи се закомплицираа во рок од оваа една недела. Ги оставија граѓаните да се размислуваат како тоа последна недела, се уште не знаеме кој е победник на овие избори. Ви благодарам за ова гостување. Овде ќе ги завршиме овие вести затоа што следува отвореното студио на телевизија Нова. Назад сме со нови информации во 22 часот.